Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие го слушате деветиот дел од книгата Победа на Исламот. Книгата Фат Хе Ислам, Победа на Исламот, на урду јазик ја напишал Хазрети Мирза Гулам Ахмад, основаш на Ахмадија муслиманскиот џемаат. Таа е напишана 1890 година, а прв пат била издадена во почетокот на 1891 година. खुलूसे दिल से जो खाली हो दोस्ती क्या है, दिलों को नूर ना बख्शे वो रोशनी क्या है. Жално е колку вие имате страст и ентузијазам да ширите обично знаење, а немате ни една десетина грижа за небеското движење. Вашиот живот е врзан за работи кои немаат никаква врска со верата, а и кога би имале, тоа е многу малку и далеку од вистинската цел. Да имате слух и мудрост кои ве водат кон вистинската цел, тогаш не би можеле да имате мир додека не ја постигнете таа вистинска цел. О, човечки роду, вие сте створени за спознавање и потоа за послушност и љубов кон вашиот вистински создател, едниот и единствен, кој вистински е вреден за обожавање. Затоа додека крајната и конечна цел на вашето создавање не е потполно јасна, вие останувате многу далеку од вистинскиот спас. Ако сте искрени, можете да бидете сведоци на својата внатрешна состојба. Наместо обожавањето на Бог, во вашето срце е еден гигантски идол на материјализмот, на кој во секоја секунда му паѓате на сеџда, покорност, по 1000 и 1000 пати. Вие сте така преокупирани со овие работи од светот, што немате слободно време ни за малку да погледнете нешто друго. Дали некогаш мислите за крајниот и конечен крај на ова создавање? Каде е правдата меѓу вас? Каде е довербата меѓу вас, аманет? Каде се доблестите вистинолюбивоста, сочувството, искреноста и понизноста, кон кои ве повикува Куранот? Дури и со годините кои поминаа, никогаш не ви падна на памет дека имаме некој Господар. Дали сте помислувале некогаш на своите обврски кон Него? Едноставна вистина е дека никогаш не сте биле загрижени за својот однос кон својот Господар. Вам ви е тешко дури и самото спомнување на Неговото име. Со лукавство ли сакате да се борите против Него? Тоа нема да се случи. Но вас, Божиот закон на природата, ќе ве засрами кога ќе ви покаже дека не постои знак на верник меѓу вас. Вие во своите световни размислувања и грижи ги покажувате својата мудрост и снаодливост, но вашата мудрост и памет завршува со крајот на овој свет. А и со сета своја мудрост, вие нема да можете да видите ни делче од другиот свет, за чиј постојан престој Бог ги создал вашите души. तो जिंदगी क्या है, खुलूसे दिल से जो खाली हो दोस्ती क्या है. Вие седите во животот на овој свет толку мирно, како човек кој мирно седи врз нештата кои ги добил за секогаш. А другиот свет, чии вистински радости се за задоволство и за секогаш, вие сиот живот ниеднаш не го спомнувате. Колку е тажно тоа што вие седите сосема несвесно за најважните нешта во животот и вашите очи се потполно затворени за тоа, додека деноноќно безумно сте зафатени со алчни работи, кои се минливи и единствено можат да бидат заборавени. Вие сте сосема свесни дека без сомнение конечно ќе дојде сахат, кој одеднаш ќе го докрајчи вашиот живот и сите ваши желби. Но ова е посебен вид несреќа, наспроти потполното знаење, вие продолжувате да го губите целото време во барање на овоземски нешта.
И тоа ваше барање за овој свет, неограничено само на законитите средства, вие не се воздржувате да користите лага, измама, дури и неправедно убивање да ги постигнете своите цели. Со овие срамни злодела кои веќе се проширија меѓу вас, вие и понатаму велите дека нема потреба за небесно светло или дека не ви треба движењето на Бог. Напротив, вие храните голема омраза спрема тоа. Вие несериозно го сваќате ова Божјо движење во толкава мера, што ако воопшто ги спомнете овие работи, вие тоа го правите со грди зборови, со спуштени веги злобно и со кренат нос. Вие постојано зборувате, како можете да верувате дека ова движење е од Аллах? Јас само што одговорив на ова прашање. Ова дрво можете да го препознаете по неговите плодови и овој светлоносец на месечината може да биде препознаен по своето светло. Еднаш откако веќе ви ја дадов пораката, сега е на вас да ја прифатите или не. Или повторно, ваше е да ги запамтите моите совети или потполно да ги избришете од своето памтење. Во текот на човековиот живот, доблестите на една личност не се ценети. Драг мои, вие ќе се сетите на моите доблести, штом јас ќе заминам. खुदा की राह में मर कर जो हो गए Елегија, жална песна за поделбата на исламот. На секој човек кој му припаѓа на исламот му прилега да лее солзи. Тешки времиња дојдоа за исламот со страшни проблеми и тешки искушенија. Во светот владее возбуда заради одбивањето на исламот и замерките врз него. Оној чија несреќна душа е лишена од било какво добро или доблест, уште и се осмелува да наоѓа мана кај најдобриот од пратениците Божии. Оној врзан и забиен во затворот на нечистотијата го куди овој водич на сите богобојазливи. Секој дрзник роден за злодело ги оптегнува своите стрели на примерот на доблеста. Му личи тогаш на небото да фрла камење на земјата. Пред вашите очи исламот гине. Какво оправдување тогаш ќе дадете на Бог, о вие што живеете во лагодност и изобилие? Секаде околу беснее бура, неверување како армијата на јазиит. Вистинската вера повторно болна е и безпомошна како Заинал Абидин. Имотни луѓе, презафатени во уживањето во своето друштво, се излежуваат покрај убави жени и радосни се смеат. Верските, пак зналци, зафатени се само со меѓусебната борба, со нагонот на нефсот свој, фрчат во злобата еден на друг. А верниците, сосем несвесни за потребата на верата, секој за себе се грижи, а стражата на верата ја нема и непријателот ја напаѓа од секоја заседа. О, муслимани, каде се знаците на исламот? Верата е во најлоша состојба, а вие сосем се предадовте на уживање. На крај, колку долго може да трае овој угоден живот според вас? Ја заборавивте ли смртта на оние пред вас? О, безгрижни луѓе, времето на смртта е близу. О, несвесни, морате да се грижите за ова. Колку долго ќе останете изгубени, лумпувајки во друштво на убави негувани жени со лице како месечината? Не бидете му заточеници на светот, о, мудри луѓе, инаку ќе вкусите многу горчини во времето на своите последни мигови. Не давајте ги своите срца освен на саканиот, чија убавина е трајна, примате вечно уживање од оној кој е најдобротворен. Мудар е оној кој својот ум го арчи на тој пат, и заљубен е оној, маѓосан од убавината на неговото сакано лице. Да пиеш од пехарот на неговата љубов е како да пиеш еликсир. Кој да се напие од него, никогаш нема да умре. О, брате мој, не давај го своето срце на овој живот, смртен отров е во секоја капка од овој мед. Служи и на патот на верата со сета своја сила,
како најдобро можеш со животот и имотот, за да можеш да ја примаш наметката од фалби од Господарот Небесен. Во владеењето покажете светло од својата вера. Откако ги дадовте срцето на Јусуф, барем следете го истиот пат кој води кон Кенан. Сетете се на деновите кога оваа вера била извор на привлечност за сите високи и ниски и ослободила мноштво затвореници од робство на проклетиот шејтан. Таа ја проширила светлоста на своето знаење преку целиот свет и со доблеста со својата наклоност и чест изгледаше како да зачекорила на небесниот покрив. А сега, какво време дојде, секој глупав идиот да се осмелува да ја порекнува оваа цврста вера од чиста глупост. Стотици илјади глупаци ја напуштија верата и стотици илјади глупаци паднаа како жртва на алчноста. से जो खाली हो दोस्ती क्या है. Злакоп е сега на муслиманите затоа што за Мухаммед салалаху алейхи веселем тие немаат чест и не прават ништо. И не прават ни слабо движење како неродените бебиња во стомакот на мајката. Сите нивни грижи се за овој свет и сето нивно богатство оди на нивните жени и деца. Тие се видени сред случувањата на нашите грешни забави и самите се бисери на ваквите собери и наед на Божјата волја. Тие се тугинци на Божјиот пат и покажуваат омрза кон наредбите на верата, а добро ги познаваат местата на залудните работења. Тие немаат ништо освен омраза и се гордеат во друштвото на обожавателите на вино. Нивното прекрасно доба веќе пројде и заради нив Бог го сврте своето лице од нив. Оти во нивните срца не дојде цврстина, белек на вистински и преданите. Добата на богатството и достоинството веќе пројде. Проклетството на нивните зли дела донесе време како ова. Сета важност која им дојде по патот по кој одеа во служба на верата. Сигурно ако некогаш ја постигнат истата височина, тоа повторно ќе биде низ цврста вера. Да се грижите за дин на Ахмад, грижете се за мојот живот, за премногу непријатели, малку помагачи на верата. О, Господару, излеј врз нас дожд од Твојата помош, или инаку одведи ме од ова место на огнот. О, Господару, покажи го од исток светлото на упатството и со светли знаци осветли ги очите на тврдоглавите луѓе. Како што мене ме благослови со вистината во оваа страдалничка состојба на беда и бол, јас никогаш не можам да очекувам дека ќе ме усмртиш без успех. Мисијата на вистинските никогаш не завршува, без крај во нивните ракави е скриена раката на Бог. На нашите критичари, ние решивме сите приговори, критики и сомнежи, покренати од луѓе од разни вери и разни правци на размислување, било да се однесуваат на исламот, на учењето на честниот Куран или на нашиот поглавар и заштитник, честниот пратеник салалаху алейхи веселем, или на моите лични тврдења за примањето на објавата и услишувањето на молитвата, треба се да биде собрано, уредно означено со број и печатено во форма на книга. Тогаш ние ќе продолжиме да им испраќаме наши одговори на нив. Затоа сите на кои ова се однесува, било да се христијани, индуси, аријци, евреи, маги, атеисти, браманисти, научници, филозофи, муслимани, од разни спротивставени мислења и други, ги повикуваме да ни ги испратат своите приговори, јасно и читко напишани. Приговорите треба да бидат добро представени, составени да ја најдат вистината. Тие можат да се однесуваат на исламот, на учењето на честниот Куран, или на нашиот поглавар и водач, најдобриот веровесник, или можат да се однесуваат на мене, на мојата од Бога одредена мисија, или на мојата објава. Така овие приговори собрани заедно и означени со броеви, можат да бидат печатени во форма на книга и на нив може да биде одговорено, еден по еден. Нека е мир со сите оние кои го следат Божјето упатство. Понизен,
Мирза Гулам Ахмад од Кадијана, област Гурдаспур, Пенџаб, Џамаат ул Сани, 1308 година по хиџра. वगरना शेर मेरा क्या है, शायरी क्या है, खुलूसे दिल से जो खाली हो, दोस्ती क्या है, दिलों को नूर ना बख्शे वो रोशनी क्या है, खुलूसे दिल से जो खाली हो, दोस्ती क्या है. Ова е последниот дел и книгата Победа на исламот. е завршена. Еселаму алейкум.